Општините да подготват издржани проекти за изградба на водоводи и канализациони системи и да аплицираат до Министерството за транспорт и врски, оти пари има. Ова беше пораката на министерот Горан Согаревски од Дојран, кој најде забелешка за неподготвеност и неагилноста на локалните самоуправи за користење на средствата за таа намена. Според него, обезбедени се над 100 милиони евра, но мора да има проектни апликации од општините, кои пак нема потреба да имаат финансиско учество во изградбата. Во делот на водоводите и канализационите системи, сакам да информирам и да ги повикам уште еднаш сите оние градоначалници кои што во изминатиот период ги немаат истрошено средствата преку Европската инвестициона банка, тоа во најбрз временски период да го направат, односно да аплицираат со ревидирани проекти до Министерството за транспорт и врски. Сакам да најавам дека во наредниот период Република Македонија преку владата ќе бидат обезбедени над 100 милиони евра средства за изградба на водоводи и канализациони системи. Во општина Дојран најголем проблем е намањето канализациона мрежа. Градоначалникот Ангов тврди дека ќе аплицирале. За одредени локации имале проекти, а за други се работело. Интензивно се спремаме за подготовка на тие проекти, а со тоа и аплицирање, бидејќи без подготовка и без спремност од наша страна не можеме да аплицираме. Имаме за одредени делови спремни проекти, меѓутоа ни недостасуваат уште многу, а тоа во моментов се работи. На денешната средба во Дојран градоначалникот Ангов и министерот Согаревски разговара и за решавање на проблемот со урбанизација на општините, бидејќи локалните самоуправи немаат сопствени средства сами да го направат тоа. Разговаравме на кој начин може тие што е можно побрзо да се донесат, а со тоа и да се решат проблемите на самите граѓани. Од страна на министерот беше сугерирано дека има законски измени кои што се веќе донесени и набрзо и тие проблеми ќе бидат решени. Министерот Согаревски истакна дека освен средства за изградба на водоводи и канализациони системи, обезбедени се и 70 милиони евра преку Министерството за финансии и за изградба на локални патишта, зашто повторно побара проекти од локалните самоуправи.